Музичка дијамантска сложувалка на радио ФМ Врева, Радио Слободна Македонија. Така, Радио Слободна Македонија 8 минути по 15 часот, фреквентно модулирана врева е заедно со вас. Се разбира до 16 часот и 30 минути во самото интро на емисијата. Кажавме дека градот Скопје ја информира јавноста дека се откажува од дочекот на новата 2017 година, што требаше да се одржи на плоштад Македонија, и дека средствата кои беа планирани за организирање на дочекот се во износ од околу 2 милиони денари ќе ги донира за социјални цели. Одлуката каде ќе бидат донирани средствата сепак нели ќе донесе Советот на град Скопје. Меѓутоа сепак сите оние придружни содржини кои што се во рамките на дочекот на новата 2017 година ќе бидат регуларни и ќе се случуваат онака како што се предвидени. Тука влегува новогодишниот базар Подари среќа, тука влегува трката со Дедо Мразовци и тука влегуваат сите оние нели придружни елементи како што се afterwork, забави и сите оние прекрасни нешта кои што се поврзани со дејствувањето, со радоста и со дочекувањето на новата година и Дедо Мраз, се разбира на нашите најмали и најмили. Сето ова е под покровителство на град Скопје во организација на Конгресен центар Александар Македонски. Значи оваа година се подготвува навистина интересна содржина за жителите на главниот град по која ќе запомнат 2016 и на блескав начин ќе дочекаат 2017 година. И сега се случува на 24 декември кога се отвара портата на новогодишниот базар на улица Македонија во главниот град или во центарот на Скопје. Базарот кој ќе трае 8 дена со себе ќе донесе една неверојатна новогодишна магија. За магијата на базарот, за магијата на Дедо Мразовската трка и за магијата на сите оние детски забави, сите оние afterwork забави, денеска односи со јавност Анита Џамбаска, Конгресен центар Александар Македонски. Анита, добар ден повтор пат во ФМ Врева, добри дојде во емисија и ајде веднаш да ги информираме слушателите што тоа и како ќе се распрскува всушност магијата во главниот град на Република Македонија. Така, добар ден, поздрав до слушателите на ФМ Врева. Секако да ги информираме нели граѓаните и слушателите дека градот Скопје и оваа година подготви интересни содржини во предновогодишниот период. Во рамките на програмата, како и во најавата, нели го споменавме новогодишниот базар под мотото оваа година Подари среќа, што значи дека сакаме да им подариме среќа на граѓаните и посетителите на самиот базар, како и самите да дојдат нели да си купат некои од новогодишните подароци, да подарат среќа на своите сакани. Официјално базарот го отвараме во сабота во 17:30 часот, кога е официјалното отварање на базарот на 24 декември и ќе трае 8 дена, секој ден од 10 наутро до 22 часот навечер. Во рамките на базарот ќе бидат поставени новогодишно украсени куќарки, каде ќе бидат присутни многобројни излагачи со рачно изработени предмети, плетени изработки, новогодишни украси, дрвени очила, божик на цвеќе, козметика од природни состојки, чоколадни изненадувања, греано вино, топле напитоци, чај и многу други изненадувања, каде ќе можат сите граѓани нели да поминат, да го посетат базарот на улица Македонија, каде ќе бидат поставени куќарките во текот на наредните 8 дена и да подарат среќа некому. И сега во рамките на програмата, нели имаме програма наменета и за младите, детска програма која што ќе се случува во предпладневните часови секој ден од 10 до 13 часот на улицата Македонија, плоштадот Македонија, каде малите ќе бидат пречекани со разни изненадувања со новогодишната парада, дефилета на Снежната кралица, настапот на детскиот хор Примоп, настапите на Златните славечиња, поточињата, представите детските представи на Брашко, ќе се дружат со Петко и ќе има уште многу други изненадувања, а во очи на дочекот на новата година или на 31-ви, точно напладне во 11:30 часот ќе биде на магичен начин, тоа нема да откриваме нели со некои магионичарски трикови дочекан Дедо Мраз. Така, значи покрај сите ова што представува, ајде ќе кажем условно официјална програма на Подари среќа, односно на новогодишниот базар, ќе има и придружна музичка програма, гледам настап на навистина фантастични групи и изведувачи кои што доаѓаат буквално од цела Македонија. Например, програмата ќе ја збогати во 18:30 Backdoor Band, еден фантастичен хард рок бенд кој што доаѓа од Охрид. Во 18:30 и 2 часа подоцна Сара Мејс. Кои се оние останати изведувачи кои што ќе се представат
пред публиката во попладневните часови кога заоѓа денот и изгрева ноќта. Така, оваа година предвидовме нели во рамките на новогодишниот базар да имаме и забава во попладневните часови, она после работа или кажа на afterwork забави. За сабота веќе ги спомнавме на денот на отварање Big Door Band Saramis, за недела ги имаме од Битола Brass Brothers, понеделник се Beta House DJ Синиша, вторник интересно ќе имаме градски дувачки оркестар. Ова е скопскиот градски дувачки оркестар, така? Ќе парадира или ќе биде на бина и сите Они ќе бидат на бина и сите одминувачите ќе имаат неповторливо искуство да може да учествуваат во диригирањето, нели, да градски дувачки оркестар всушност ќе диригира по контактите, односно желбите на минувачите. Ќе биде интересно композиција по желба на минувачите. Да, кој како нели мрда со раце или со прсти, ќе добие интересна фидбек во музика. Интересно нешто што се случува нели во другите европски содржини дестинации, можеби кај уникатно и прв пат кај нас, меѓутоа е интересно искуство. Така, секако. Во четврток IQ ќе настапуваат, петок имаме интересна со поинаква содржина со тамбураши, тајфата, тумбао, салса бенд. Да не забравяме да спомнеме сите детали околу програмата, може да се најдат нели на официјалната страна и на град Скопје, на официјалната страна на Конгресниот центар, како и на фан страните на Facebook, на социјалните мрежи Конгресниот центар Александар Македонски. Така, и ајде само да кажеме со што ќе финишира она што е озаглавено како подари среќа во сабота на 31.12. Значи има театарска представа, има детски игрички, ќе има магично шоу, што друго ќе има? И она што е најинтересно за најмладите ќе биде дочекот на Деда Мраз во 11:30 часот со некој магионичарско шоу, да не ги отвараме деталите. Но да не забораваме исто да споменаме дека оваа недела на 25 е Деда Мразовската трка, точно во 12 напладне, каде повеќе од 400 дедомразовци ќе трчат подредена маршрута, маратонци, некои од 2 километри, почнуваат точно на плоштад Македонија, завршува на плоштадот Македонија и пријавата за учество е си уште во тек. Пријавата исто така може на официјалната страна Конгресен центар или информации детали на Facebook страницата на социјалните мрежи. Само да кажеме дека треба да се донира одредена сума на пари за да се биде дел од оваа трка. Исто така секој некој што ќе се пријави, претпоставам дека ќе добие дедомразовска капа и дедомразовска облека, заради тоа што и тоа е дел од декорот и тоа е дел од трката, така или да, не? Да, тоа се минимална котизација која што ја плаќаат учесниците, но добиваат на костим како подарок, нели, да дедомразовски костим, а на крај победниците ќе бидат и прогласени победниците официјално, каде што ќе добијат некои символични награди. Трката веќе по трета година се одржува и традиционално нели продолжува да се одржува во пред новогодишниот период. Една мала ситница исто да ја споменеме, дека оваа година се цел да ја вратиме традицијата на новогодишни честитки, испраќање на новогодишните честитки. Значи на улица Македонија во рамките на базарот минувачите ќе може да си купат новогодишна честитка, каде што секоја купена честитка градот Скопје всушност донира средства за СОС детското село. Ќе има поставени на близина на култура до Ристичева палата, нели, сандача на македонски пошти, каде што ќе можат веднаш да се ги испратат оние честитки. Одлично, испрати магија, прими магија. Благодариме многу за учеството во ФМ Врива на брановите на Радио Слободна Македонија. Подсетување уште еднаш дека под покровителство на град Скопје во организација на Конгресниот центар Александар Македонски, од кој ни доаѓа Анита Дневаска, и оваа година се подготвува навистина интересна содржина за жителите на главниот град, која ќе биде запаметена. Верувајте ми дека никогаш нема да ја заборавите според програмата која што е пред моите очи, која што многу скоро ќе биде постирана и на фан страната на Радио Слободна Македонија, меѓутоа и на нашиот официјален сајт www.rsma.mk. Значи, магијата се отвора на 24 декември, а заоѓа магијата за да изгрее новата година на 31 декември ова 2016 година. Значи, базарот насловен како подари среќа во себе и со себе ќе понесе новогодишната магија. Анита, благодарам многу за учеството во ФМ Врива на Слободна Македонија. Точни сме како швајцарски часовник, зашто? Заради тоа што е време за рекламен блок 15 и 18. ФМ Врива е заедно со вас до 16 часот и 30 минути. Музичка дијамантска сложувалка на радио ФМ Врива. Радио Слободна Македонија.